Се запознаени, почитувани, меѓутоа најстара на некој начин институција за образување на професионални кадри кои што се занимаваат со образованието е Институтот за педагогија при Филозофски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Луѓето од оваа институција годинава прославуваат 75 години од своето постоење и токму поради тој јубилеј планирано е да се одржи една научна меѓународна конференција. Меѓутоа, ајде да не говорам и да не откривам јас многу, се тоа ќе ни го каже малце и повеќе во детали раководителот на Институтот за педагогија, професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска. Ако јас нешто сгрешив, професорката ќе ме исправи. Врете ви, благодарам. Благодарам пред се на вашиот медиум за покана да настапуваме во вашата телевизија, на некој начин да објасниме и да кажеме збор повеќе за ова, како што веќе кажавте, голем настан кој што не се случува во областта на образованието. Имено јас доаѓам од Филозофскиот факултет во Скопје, кој што веќе го наврши првиот век од своето постоење, најстар факултет во државата во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На Филозофскиот факултет, како што веќе знае јавноста, функционираат 12 институти. Меѓутоа, Институтот за педагогија е еден од трите најстари институти и во знак на обележувањето на овој, би кажала, значаен и голем јубилеј, 75 години од своето постоење, организираме низа на активности, меѓу кои што централна активност, централен настан е токму овој што го споменавте, а тоа е меѓународната научна конференција со наслов 75 години Институт за педагогија, воспитно образовни предизвици и перспективи. Планирано е меѓународната научна конференција да се одржи во месец мај, односно од 16 до 18 мај 2022 година во Охрид, во хотелот Тинекс, сега веќе Олгица. Токму многумина и од нашите странски универзитетски колеги прашуваат зошто Охрид, затоа што во Охрид е зародишот на првиот Свети Климентов универзитет, а меѓу другото го правиме како ова и другите години, сите активности некако централни се во месец мај, односно во знак и на чествувањето на светите Кирил и Методи. Инаку, мораме да кажеме дека во овој период имаме големи организацијски подготовки од причина што за наше големо воодушевување и мора да се пофалиме како Институт за педагогија на нашиот повик кој што беше објавен во месец јануари, а траеше до 10 март, веќе имаме пријавено учесници од 21 земја, а вкупно се веќе 225 учесници. Инаку, тоа се учесници кои што доаѓаат пред се од реномирани универзитети и околу тоа што го правиме како анализа на добиени пријави, би можеле со право да кажеме дека 80% ни се универзитетски професори кои што доаѓаат од Македонија, меѓутоа доаѓаат и од регионот, од Финска, од Турција, Велика Британија, Унгарија, Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Чешка и така натаму, да не пропуштам уште некоја земја. Секако во рамките на учесниците при самата организација ќе бидат присутни и наши практичари, односно педагози и наставници. Кога го представував Институтот за педагогија, убаво е за јавноста да кажам и подсетување едно дека ова е најстара, значи високообразовна институција, Институтот за педагогија, во која што со децении се продуцираат кадри, а тоа се нашите педагози, наставници и воспитувачи. Инаку, нашата богата традиција говори и со факти. Од нашиот институт произлегле и голем број на имаме од редовите на министрите, на директори на просветни институции, декани, продекани, како што кажав, универзитетски професори кои што работат на најголемиот процент на педагошки факултети во Македонија, исто така голем број на истражувачи, експерти од областта на образованието и секако нашите практичари, педагози, наставници и воспитувачи. Ке можеме малку да влеземе во детали што конкретно ќе се работи на самата конференција? 220 учесници од 20 земји. Предпоставам дека не можат сите да земат активно учество, меѓутоа интерактивно би требало да можат.
Пријавувањето за нивното доаѓање завршува на 10 април и верувате имаме голем интерес бидејќи конференцијата ќе биде со физичко присуство. За од овие да кажеме 220 пријавени да имаме и 170 учесници, тоа е навистина сериозен и голем број. Би сакала да кажам дека во концепирањето на нашата идеја на концептот за оваа меѓународна научна истражувачка конференција, ние како тим, како Институт за педагогија прво се договоривме да во програмскиот одбор имаме учесници, односно универзитетски професори, значи тој програмски одбор го сочинуваат универзитетски професори од многу научни области. Не е само од педагогијата, имаме од психологија, социологија, социјална работа и политика, од историја, од археологија, од областа на безбедноста, имаме од областа на физичкото и здравственото образование, медицината, од уметноста и така натаму и така натаму. Зошто го говорам ова? Од причина што, знаете, воспитанието и образованието се основа на голем број на научни дисциплини и многу е важно да ние тука мултидисциплинарно го аспектираме педагошката дејност. Од таа причина и како што се вака поставени под темите на меѓународната научна конференција, ние имаме пријавено трудови од од страна на универзитетски професори, меѓутоа и практичари, кои што ќе бидат поделени во сесии во зависност во која научна област припаѓаат. Затоа што знаете вие не можете образованието да го анализирате, да го гледате како една посебна санта мраз во некое море. Напротив, образованието и воспитанието велиме дека се основа на голем број на науки, на научни дисциплини и од таа причина ние пристапуваме мултидисциплинарно. Би сакала да кажам како големо признание тоа што е покровител на нашата конференција е председателот на државата, професор доктор Стево Пендаровски. Исто така, обраќање ќе има и нашиот ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски. Овие денови ќе имаме и средба и со министерот за образование и наука. Веќе не е потврдено и неговото присуство, тоа е нашето ресорно министерство. Секако поздравен говор ќе има и нашиот почитуван декан, професор доктор Радко Дуев. Исто така во првиот ден, освен овие главни говорители, се очекува како пленарни предавачи да имаат предавања и професори од Универзитет од Финска, од Турција и од Хрватска. Станува збор за реномирани професори кои што ќе говорат од своите научни области. И сега да не се прашуваат гледачите, да објасниме која е доперната точка, односно онаа заедничка точка на Институтот за педагогија и Кавадарци. Имаме, ако со математичка терминологија се изразиме, и ако го имаме оној Венов диаграм во пресекот во подмножество С, тоа математичарите многу повеќе го знаат, иако јас не секам многу математика, всушност имаме многу заеднички допирни точки помеѓу високото образование и помеѓу општина Кавадарци. Прво, дозволете да ви објаснам дека ние се наоѓаме во целиот овој период во голем предизвик да организирате на ваква меѓународна научна конференција, не би кажала потешкотија или проблем. Прво што повикот го упативме во ек на пандемијата COVID-19, кога ние самите не бевме сигурни и малку и стрепевме и скептични дали воопшто ќе ни пријават учесници во услови на пандемија, но еве резултатот што говори. Потоа во услови кога го правите на економска криза, не само во национални, туку веќе и на светско ниво и дополнително за жал и оваа воена криза која што индиректно реперкусиите ги чувствува нашиот систем и нашата држава. Тоа се едни од потешкотиите со кои што се сретнуваме. Вториот дел од потешкотиите е човечките ресурси, кој што ние во високото образование секојдневно говориме на медиумите, немаме подмладок, немаме веќе на нашиот институт за некој времени во статус на редовен професор одати последните две колешки, што значи дека немаме нашиот институт асистенти, немаме доценти и нема да имаме вонредни професори. Значи со нашите расположливи човечки ресурси го правиме и со голем жар и со голем ентузијазам го организираме и
овој настан. Знаете, секогаш споменав пред малку дека економскиот момент не е многу значен, меѓутоа и ние како образование, како образовна институција, што сме се зафатиле да направиме еден ваков настан, секако дека нам не е потребна и на поддршка, не само од владините, од државните институции, меѓутоа исто така и од компаниите кои што треба да имаат префикс општествено одговорни компании. Соработуваме и тропаме на врата на голем број на компании, на локални самоуправи, на државни релевантни образовни институции. И знаете, сите сме многу гласноговорници кога ќе треба да се критикува или кога ќе треба да се полемизираат некои теми кои што не се актуелни од областа на воспитанието, образованието, согласно себе со последните реформи, меѓутоа деценија ако се вратиме наназад, меѓутоа верувате мал број на локални самоуправи, на општини и на компании имаат висок сензибилитет да го препознаат квалитетот и професионалноста и тежината на ова што се прави и да дадат поддршка. Од таа причина, освен тоа што пред да дадам одговор конкретен на вашето прашање, би сакала да кажам дека од општина Кавадарци веќе со децени имаме голема соработка од причина што голем број на студенти на нашите институти се токму од Кавадарци и од околината на Кавадарци. Како на првиот циклус, како на додипломските студии, така и на постдипломските студии. Исто така сме многу горди бидејќи знаете младите знаат да го препознаат квалитетот, токму од вашата општина во последниве години имаме голем број и на запишани кандидати на студиската програма педагошко-психолошко-методска доквалификација, односно оние кои што доаѓаат од ненаставничките факултети, а сакаат да бидат наставници или професори во основното или во средното образование, токму се запишуваат на филозофскиот факултет, односно на оваа студиска програма носител Институтот за педагогија. Понатаму сме имали и низа други проекти во кои што голем број од наши универзитетски професори реализирале сериозни семинари и работилници со вашиот наставен кадар кои што доаѓаат и од основните и од средните училишта, па дури и од градинката, од предучилишното воспитание со цел зајакнување на нивните педагошки компетенции и подобрување на квалитетот на наставата. Меѓу останатото, јас како представник од Институтот за педагогија од Филозофскиот факултет сакам да се заблагодарам на компанијата Кожувчанка, која што гравитира на територијата на општина Кавадарци, на госпоѓата Јанинка Чупарковска, која што е генерален менаџер на компанијата Кожувчанка, кој што несебично се заложија за да бидат сериозна поддршка за меѓународната научна конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи и кои што се активни поддржувачи во рамките на организацијата, меѓутоа и на реализацијата на овој настан. Секако дека ние се обративме и во општина Кавадарци, која што е предводена од Митко Јанчев, разговаравме и ги споделивме нашите искуства, нашите барања и нашата голгота низ која ние поминуваме, морам да кажам, во организацијскиот пат за оваа меѓународна конференција. И тоа е исто една личност на која што сакаме да заблагодариме на градоначалникот господин Митко Јанчев, кој што практично не насочи да искористиме некои од потенцијалите на компаниите кои што се наоѓаат на територија на општина Кавадарци за да ни помогнат за да се реализира оваа конференција, зашто исто и нему сме му благодарни. И како резултат на ова, знаете, секоја работа, секоја идеја раѓа нова идеја и нова работа. Во наредниот период ќе се подготвува и подпишување на меморандум за соработка помеѓу општина Кавадарци и Филозофскиот факултет како најстар факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Имаме многу начини на кои што ние би можеле да соработуваме, а на тој начин да го подобриме и квалитетот, да вратиме со стручна благодарност и да го подобриме квалитетот на наставата и воопшто на воспитно-образовниот процес и во основните и во средните училишта кои што се на територија на општина Кавадарци ги има многу. Професорката ни кажа многу податоци. Еве да кажеме ни еден податок, не знам колку е таа запознаена. Прашував каде е врската образование и Кожувчанка, односно Митко Јанчев, меѓутоа кога го сетам прашањето обратно, каде е врската меѓу Митко Јанчев и Кожувчанка со образованието, не знам колку знаете, меѓутоа фондацијата Никола Јанчев секоја година стипендира талентирани ученици, односно студенти,
Па предпоставувам некој завршува и на вашите факултети. Да, имаме ние точно, тоа е исто аргумент плюс, тоа е исто оваа алтруистична карактеристика на една личност, тоа е тим на луѓе кои што се несебично се вдаваат во работата и функционирањето на оваа, да кажеме, на хумана, една благородна професија и дејност што има фондацијата. Верувајте, тоа значи голема поддршка и на студентите кои што доаѓаат, еве да кажеме, и на ученици, и на студенти кои што доаѓаат од ранливите категории и некои од нив завршуваат и во нашите амфитеатри и се здобиваат со црвениот индекс како студенти на нашиот факултет. Тоа е голема поддршка и навистина тој пример треба да го следат и голем број на други компании, на фондации, да несебично се одвојува и на оние деца кои што сакаат, имаат желба и меѓутоа немаат начин како да го продолжат своето образование, не само во средното, во високото, меѓутоа и на постдипломските студии. Професорке, јас само да ви се заблагодарам, да ви посекам успешна конференција, меѓутоа се надам ќе се видиме порано, бидејќи најавивте, нели, подпишување на меморандум за соработка помеѓу Институтот за педагогија и локалната самоуправа Кавадарци. И да не откриваме, имаме уште доста идеи кои што веќе се ги ставаме на хартија за моделите на соработка помеѓу општина Кавадарци и високото образование.